Ваша ексцеленцијо, почитуван амбасадор на Соединетите Американски држави, Джес Бејли, почитуван министар за култура, господин Асаф Адеми, почитуван директор на Националната установа Стоби, господин Спасе Перовски, почитуван раководител на проектот, господин Мишко Тутковски, господин Алагјозовски, госпоја Елеонора Петровска, почитувани градоначалници, драги пратеници овде присутни, драги пријатели, почитувани граѓани, представници на медиумите. Има повеќе причини да се каже дека е привилегија да се биде денеска тука. И во оваа прилика да се сретнеме со историјата и да кажеме дека се сеќаваме и се грижиме. Возбудливо и неповторливо е чувството со секое доаѓање на оваа место. На археолошкиот локалитет Стоби, град кој од првиот до 6 век бил најголемиот град во северниот дел на римската провинција Македонија. Град кој подоцна, во врвот на неговата слава, во 5 и 6 век станува главен град на провинцијата Македонија Секунда. Овде, во срцето на Македонија, на местото каде што се среќаваат двете реки, Вардар и Црна, процветал град кој прераснал во значаен урбан, воен, административен, трговски и религиозен центар на две големи империи, Римската и раната Византијска империја. Секогаш, кога сме на вакви места, убаво е да му препуштиме на искушението на фантазијата и за момент да си ја представиме сликата на градот Стоби од тој период. Ако го направите тоа, веднаш ја имате представата за еден жив град, за крстопат на кој се среќавале патници, трговци и граѓани на тогашните европски цивилизации. Во жив град кој ги одушевувал со неговото богатство, преточено во прекрасните градби, какви што биле амфитеатарот, епископските базилики, палатите на администраторите на Римската империја, градскиот плоштад и така натаму. Епископската базилика, заедно со крстилницата во стариот град Стоби, го сочинуваат најголемиот, најзначајниот и највеличествениот рано-христијански комплекс во Република Македонија. Заедно со 4-листната крстилница представува исклучително културно наследство и заедно со раскошните мозаици и мермерната декоративна пластика нуди драгоцени информации за градителските и за уметничките достигнувања на овие наши простори. Мозаикот во крстилницата на Епископската базилика представува најрепрезентативен и најпрепознатлив символ на Стоби и на македонското културно наследство. Почитувани, на почетокот реков дека е привилегија да се биде денеска тука од повеќе причини. Една од нив е и можноста да се сретнеме со сите оние кои се задолжени за грижата, обновувањето и за презентацијата на овој исклучителен археолошки локалитет. Оттаму доаѓа и мојата почит и признание на сите кои беа вклучени во рехабилитацијата на ова наше богато културно наследство во рамките на програмата на владата на Република Македонија, на Министерството за култура и на Националната установа Стоби. Посебно признание и благодарност сакам да им одадам на народот на Соединетите Американски држави, кој преку инструментот амбасадорски грант на амбасадата на оваа пријателска земја во Република Македонија покажаа изворено чувство и благородна иницијатива да ја поддржат конзервацијата на мозаикот и на мермерните декоративни елементи на крстилницата на Епископската базилика на локалитетот Стоби. Ова е трет амбасадорски грант за локалитетот Стоби, а заедно со претходните 11 од 2001 година наваму ја представуваат големата посветеност и грижа за поддршка и одржување на големото пријателство меѓу САД и Република Македонија. Истовремено, оваа поддршка за најзначајните културно-историски споменици на нашата земја, какви што се црквата Свети Богородица Перивлепта во Охрид, Шарената џамија во Тетово, црквата Свети Спас во Скопје, мегалитската обсерваторија Кокино, Златковата кула во Кратово, да спомнам само некој од нив, ја изразува и силната заедничка мотивација овие споменици на светската цивилизација да им бидат представени на светот во нивната полна светлина. Денеска
Сме горди да бидеме на овој настан, кој како уште еден придонес ја демонстрира нашата определеност да се грижиме за овие богатства и сведоштва на исклучителното минато на овие простори и секако да им ги оставиме на следните генерации да се насладуваат во нивната убавина и историско значење. Благодарам.